Со оглед на тоа дека ова информација е слушната од медиумите, значи предходно немаше никакви ни консултации, нити слушнавме дека се работат некои стратегии, значи ова е една изјава за која стопанството немаше можност нити да биде информирано, нити да завземе некој став. Со оглед дека е тоа така, јас само можам да кажам дека нашата трговската размена со овие три земји се движи во рамките на ЦЕФТА договорот. Тоа значи дека е тоа договор за слободна трговија. Ние имаме либерализирано нашите стоки и во земјоделскиот сегмент со Албанија, што е одлично, со Косово стат имавме либерализирано се, со Црна Гора исто така. И ова наша трговската размена се движи согласно на нашите производни капацитети, што сите тие три, односно четири земји ги имаме. Кога ќе видиме дека само 32% од купната трговската размена со ЦЕФТА се однесува на овие три земји, и кога знаеме дека релативно малку се вложува во преиндустриализација или во обновување и создавање на нови производни капацитети, не гледам дека во догледно време таа трговската размена би можела да биде поголема. Инаку, 2009 година председателите на комори на Црна Гора, Албанија, Косово и Македонија во Валона има подпишано еден меморандум за соработка во кој тие се договорија дека заеднички ќе настапуваат пред нивните влади во однос на аплицирање на заедничките проекти за подобрување на инфраструктурата. Значи, ние направивме еден како стопанство, како приватен сектор, еден исчекор повеќе и после тоа имаше многу преписки во однос на подобрување на пристапот преку река Бојана, значи за да се изгради еден нов мост како би нашите стоки имале полесен пристап до пристаништето Бар. Тоа беше та иницијатива и пред 2009 година. Ние пишувавме тогаш како четирите комори до Пактот за стабилност, до господин Бусек и така натака, и Албанија се најде сили и го изгради мостот, го ревитализира и така. Што значи дека ние како приватен сектор си соработуваме, од време на време се наоѓаат некои проблеми од аспект на имплементација на ЦЕФТА, затоа што владите секој пат не се придржуваат кон процедурите пропишани со ЦЕФТА и ги носат избрзано некои мерки кои се во функција на моментална заштита на нивното производство и нивниот износ. Во моментот имаме проблем со додатни царини на цемент при увозот во Косово, додатни царини на полиетиленски вреки. Значи, тоа се све некои мерки што се донесени вон ЦЕФТА процедури. Ние како комори реагираме, имаме поддршка од Комора на Косово и се обидуваме да ги надминеме такови проблеми. Косово, таа е најголема во однос на сите три земји. Она во моментот за април месец изнесува $139 милиони, и меѓутоа 51% од ова трговската размена се однесува на нашиот извоз на нафтата и нафтените деривати. Останатото се однесува околу 10 и нешто милиони на прехранбени производи, пијалоци, околу 10 милиони црна и обоена металургија, 4 милиони имаме извоз на цемент, нешто лекарства, што значи дека таа размена е доста небалансирана, бидејќи нашиот извоз во Косово е, односно нашиот увоз од Косово е само 7 милиони долари, што е нормално, бидејќи ние знаеме дека косовско стопанство нема производни капацитети и повеќе стопанство кое е ориентирано кон увоз. Македонија и Албанија има склучено и ратификувано и објавено во службен весник ова пролет договор за взаемна помош во процесот на интеграција. Таму има еден дел кој се однесува на економијата, значи на олеснување на користење на граничните премини, процедури, прекогранични премини и така натаму. Значи, оно на што ние треба да се свртиме и да се концентрираме, тоа е дефинитивно инфраструктура, бидејќи во периодот кога
ние малку се одалечевме од коридорот 8, во тоа време се изгради автопат од Косово спрема Албанија, кој многу е во функција и на нашето стопанство, бидејќи ние имаме во пристаништето на Драч представништво на шпедитери наши, и тие увезуваат, односно пренесуваат одредени руди од Косово кон пристаништето и го експедираат после преку прекоокеански земји. И тие користат управо тој пат. Така да ревитализација на патот Гостивар Охрид Струга би сигурно значило многу во однос на нашата напредување на размената.